За 10 години двојно е намален бројот на матуранти во Берово и Кратово, но црната тенденција продолжува и понатаму, вели последната статистика. Бројот на матуранти во нашето училиште годинава е 71, а пред 10 години, односно 2013-14, имавме повеќе од двојно или 149. Во нашето училиште покрај гимназиско имаме и стручно образование, текстилно-кожарска струка, угостителско-туристичка и шумарско-дрвопреработувачка струка. Потврдуваат од гимназијата Ацо Русковски. Поради ова, општината креира стимулативни мерки за средношколците. Се субвенции за ученици кои ќе се запишуваат по прво одделение во основните училишта што ги имаме на територијата на општина Берово и исто така и ученици кои што своето средно образование ќе го продолжат во општинското средно училиште Ацо Русковски. Тоа е на почетокот на учебната година. Субвенционирање на дел од уплатата за возачка дозвола, учениците кои што се ученици во трета или четврта година во општинското средно училиште Ацо Русковски, значи се субвенционираат со 1/3 од уплатата за возачката дозвола. Значи 9 месеци ќе добиваат по 3000 денари они ученици кои што ќе имаат освоени места на државните надпревари. Тоа се 10 стипендии имаме предвидено за средното училиште, за средношколците и 10 стипендии имаме предвидено за основците. Покрај овие мерки, на крајот на учебната година се доделуваат награди на најуспешните ученици од основните и средни училишта и субвенција од 15.000 денари за најдобриот ученик од средното училиште Ацо Русковски. Но има и уште полошо, бидејќи намалувањето на бројот на ученици во некои помали општини е со пад од над 300%. Освен Берово, Белата чума има влезено и во Кратово, Македонски Брод, Крушево, Пехчево и други. Во Крушево годинава има 36 матуранти. Бројката на средношколци е 108, што како и во другите помали општини значи намалување за 3 пати. Во 2001 и 2002 имало 368 средношколци. Освен во помалите, се празнат училиштата и во поголемите градови како последица на намалениот наталитет и иселување од Македонија. Дел од училиштата во големите општини како Битола, Куманово, Прилеп и Велес даваат податоци дека се случува ученици да им заминат и сред учебна година, иселувајќи се заедно со семејствата. Се почести се примерите на семејствата кои преку лето заминале да работат во Хрватска, а потоа го продолжиле престојот и ги повлекли децата со себе, па сега се запишани во тамошни училишта. Според податоците на Државниот завод за статистика, бројот на учениците во редовните средни училишта на почетокот на учебната 2022-2023 година изнесуваше 69.227, што представува намалување за 2,5% во споредба со претходната учебна година.